Околу меѓу 200 и 300 илјади не знаеме, оти секој ден се променува таа ситуација. Што значува за финансиската стабилност на водовод и каква е финансиската ситуација? Наплатата, ако ме прашувате дали е добра, добра е. Ако ме прашувате дали може да биде подобра, исто така може да биде подобра. Наплатата додека не биде 100%, ние не треба да прекиниме да работиме. Зошто? Бидејќи водата е скап ресурс и ја купуваме во крајна линија. Водата ја купуваме од студенчица, не е без пари, ја преработуваме, имаме дополнителни трошоци и ја доставуваме до корисниците. Ако ме прашувате за износи, во моментов не можам да... За претходнава година околу 97-8%. Апсолутно, да. Финансиски е стабилно. Редовно ги сервисираме сите обврски. Нема обврски кои што се доспеани, а не сме ги исполнили, односно сервисирали. Теком ја. Да? Мислите на административните загуби, мислите на губитоците на вода, предпоставувам. Околу 50%. Да. Повеќе работи. Предпоставувам, Мурговски, заборавате дека 12 години вакво прашање не сте поставили. 12 години, 12 само се извинувам, 12 години требаше да прашувате каков е технолошкиот развој на предпријатието, а не каква е финансиската состојба. Парите од граѓаните во крајна линија треба да се вложува во инвестиции, развој и напредок на предпријатието. Во моментов имаме проект ГИС, систем со кој ќе се идентификува, ќе се детектира загубите на вода. Се што можеме да сториме, за да ги намалиме губитоците, ние ќе го сториме. Меѓутоа, не заборавајте дека губитоците не се само во излевање, тие се и административни. Административните знача е ваква состојба. Не фактурирање, не наплаќање. Да речиме, зошто би толерирале полојна населба Тризла, 400 и нешто домаќинства, да не плаќа вода. Во моментов водовод нема податоци кој е социјален корисник, ниту има обврска да го има. Тоа е комерцијално предпријатие. Се самофинансира. Од наплатата ние обстојуваме. Ако сака некако да му помогне државата и во минатиот период, има начин, има центар за социјални грижи, има општина, може да субвенционира, може да бара прием кај премиерот, да ги превземи владата обврските, да ги плати за одреден временски период. Има повеќе начини тоа да го направат. Не може да ги толерира водовод и канализација како јавно предпријатие. Ако продолжи со таков тренд, затоа што треба да знаеме дека зборуваме за кумулативна наплата, 98%. Таа е наплата и со застарени побарувања. Може да дојде и 110 наредниот период кога ќе тужиме и кога ќе направиме извршни решенија што ќе ги доставиме до извршителите. Ќе дојде до 110%. Зошто? Фактурираните вредности ќе бидат 12,5 милиони, наплатата ќе биде 14. Со се застарените побарувања. Тоа не е аргумент. Само пред да продолжите, техничко прашање, пред да продолжите директоре наформално да гледате само профилот е без разлика како постави прашањето, не ти камери. Нема проблем, кај сакате ќе гледам. Едно прашање во име на Ромите да поставам. Тоа дали значи дека сега за да платиме 200 милиони треба да очекува да биде исклучена вода? Не. Согласно Законот за води, ние исто како дистрибуцијата на струја имаме право да ги превземеме сите законски можности во рамките на регулативата позитивна, за да си го наплатиме побарувањето. На располагање во моментот две можности ни стојат, да тужиме и да исклучуваме. Каква ние мерка ќе превземиме, ќе зависи од нас и од нашата одлука во зависност од ситуацијата во дадениот момент. Ако имаме можност, непопуларно е некого да оставаме без вода. Значи 480 нема да го исклучуваме.
Како? 400 семејства од ромската населба треба да биде... Ама не го реков тој јас. Ја реков дека ќе ги превземиме сите мерки за да почнеме да си ги наплаќаме сметките, фактурираните вредности. А не дека ќе ги исклучуваме. Дали имаме можност законска да исклучуваме? Апсолутно имаме. Дали таја мерка, ќе ги тужиме во секој случај, дали мислите вие, да ве прашам, се извинувам, дека не треба да правиме ништо да ги наплатиме побарувањето? Зошто, па ми поставувате, сакам контрапрашање да ви поставам, еве кога би биле директор. Зошто вие би плаќале за вода? Ја не можам да бидам во вашето министерство. Ако има граѓани што не плаќа, наша обврска е да најдиме начин истите да ги подмира обврските. Зошто? Заради што ако продолжи трендот и ако се доведи јавното комунално предпријатие во лоша финансиска состојба, ќе се доведи во прашање водоснабдувањето на цел град. Не дај Боже да се случи таква ситуација. Битни се подеднакво сите граѓани, без дискриминација. Дали е ромска населба или не е, ја не реков. Ја реков населба Тризла. Вие рековте од ромската населба. Ја така не ги подвојувам граѓаните. За мене се подеднакви. Без оглед на партиската, етничката или било која друга припадност. Каква е моменталната состојба со водоснабдувањето во градот и што очекувате? Во моментов е стабилна. Издашноста е добра на Студенчица и очекуваме во наредниот период да биде таква. Каков сакате? Над 1000 литри во секунда е издашноста на Студенчица. Повеќе од 200 литри во моментов добиваме на наше барање, можеме и повеќе ако сакаме. Поприлично стабилно. Да, очекувам дека и на пролет и во лето ќе има доволно количини на вода да се снабда и да се намира потребите на сите граѓани. Како што исто така очекувам дека ќе си ги плаќа сметките за вода. Бидејќи и ние замислете ситуација да прекиниме заради наша финансиска неликвидност да ги плаќаме фактурите кон Студенчица и да се одлучи Студенчица дека не треба повеќе да ни продава нас вода. Таја ни ја продава водата. Кога реков за потенцијалните загуби, подразбирав и технички загуби. И кога реков дека што ќе направите, мислев дали имате некаква проекција во контекст на ова прашање, дали предвидувате барем 5-4-3% да намалите водата со некакви технички загуби, да намалите загубата на водата, со некакви технички зафати. Инаку овде водата, јас толку што имам информација од вашиот претходник, кога дојде тој да ви пред 5-6 години, беше загубата техничка 70%. Може би и 80%. Значи сме имале таква информација, сме го прашували сте вакви прашања. Да. Еве, поприлично средства се потрошени, и то европски пари, за да се смени инсталацијата водоводна низ градов. Повеќе од 5 километри не е променета во моментов. Ако се сеќавате вториот ден, кога бев поставен за директор, пукна FI-300 цевка водоводна. Таја беше произведена 1956 година. Ако имате предвид дека 10 милиони близу се потрошени средства од КФВ банката и уште 23 милиони донации се дополнително давани, било од ИПА средствата, било од државата, ќе видите дека многу малку е направено за тие потрошени пари. За да имате загуби од над 50% со толку потрошени средства и да ги ограничените можностите на оваа власт дополнително да бара средства од државата, зошто бидејќи има и други градови, ќе видите дека неодговорно се работело од страна на општината пред се. Општината е таја што конкурира со проекти и на кои се доделува средствата. Во овај момент, технолошки, јавното комунално предпријатие, морам да кажам, не е во завидна состојба. Ние имаме само 400 дигитални водомери поставено. Сите други јавни предпријатија има повеќе од нас во државава, сите други. Финансиските средства не се за да се гомила, ние не сме профитабилно предпријатие. Ние треба да одржуваме финансиска ликвидност од 0,5%, ама таа е друга тема, веројатно понатаму за формирањето на цената на водата.
сите средства што останува и се предвидува за развој, треба да бидат потрошени за развој. Тоа значи намалување на губитоците на вода, намалување на фиксните трошоци во иднина и така натаму. И има што да се превзема, меѓутоа тоа се проекти што не може да се изрецитира во 30 секунди. Има. Тие се проекти што во долгорочно се предвидува. Каква должина градската водовна мрежа е променета и каква останала да се промени? Па ви ги кажав, сигурно 50% не е променета. Колку е цела? Молам? Колку е цела? За да знам 50% колку. Колку е се вкупната над 10 километри? Ај, дај точен податок. Колку е променета? Не, дај да му дајме точен податок. Директоре, може да спомене. Да. Цената на водата може да спомене. Само момент да му дајме на Мурговски точен Ако податок. да стигне вас податокот, може ли го не време? Не, кога сме кај технички дали наши директор има многу важно прашање, дали е разговарано со јавното предпријатие Студенчица, Да. да си ги преземи обврските што се губи водата на потегот од Барбарас навам. Значи имаме општини кои што воопшто не ни плаќаат, а крадат вода. Значи, кој е тој проблем? Како ќе го решавате тој проблем? Значи, општина Долини има процент на наплата, да речеме 10%, а има приклучоци не знам колку таму. Значи се губи водата од таму до овде. Кој е проблемот што вие ќе го преземете за таа вода, затоа што некој дава само Не, ја не збор. зборувам за водата што ја преземаме од Барбарас. Ја зборувам за водата што ние ја преземаме. Значи, кога Вода, има проблем, количините... кога ќе се соочиме со проблем на недостиг од вода. А зборувате за недостиг. За вода. Да. Кога ќе имаме, прошлиот пат кажавте дека има недостиг на вода. Имаме проблем, значи имаше и рестрикции и сите тие. Не кажав јас таква. Не, вие мислам. Јавното предпријатие зборува, значи прошлиот пат на пресата да беше кажано дека имаме проблем. И истото прашање го поставили тоа. Значи, кои се вашите ингеренции како предпријатие да барате заради тоа што там ви се скратува од тука дојдат потребните количини, да речеме 300 литри, сега карикираме со кражбата на оно. Како ќе го решаваме тој проблем? Ви го разбрав прашањето. Значи, прво треба да знаете дека инсталацијата водна се до Прилеп ја одржува и за незе одговара јавното комунално предпријатие Студенчица. То предпријатие е во државна собственост. Основачот е државата. Ние немаме ингеренции да одиме во Долнени и да правиме рестрикции на водата. Само дозволете ми. Каролина, ја не можам да се доискажам ако ти ми влегуваш во зборот. Ја имам поента после две реченици, ако ми дозволиш ќе ја кажам. Да. Има спогодба со која што Студенчица е должна да одделува количества на вода по општините согласно на бројот на жители. 47% е општина Прилеп од вкупниот број на жители на општините кои што се водоснабдуваат од јавното предпријатие Студенчица. Инсистирам да се почитува. Инсистирав и кај директорот и си зеде обврска дека ќе се почитува. И дека бараните количини на вода ќе ги доставува до јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, за да можеме да ги задоволиме потребите на граѓаните на Прилеп. Дали во иднина треба да се направи стратегија за дополнителни количини на вода? Сметам дека треба. Не можеме да предпоставиме што во наредните 20-30 години може да се случува и кој може да се водоснабдува од Студенчица. Ма то не е прашање до мене. Ми беше збор, дали имате ви механизам, ако не ги добиете потребните количества до Прилеп, дали имате механизам да го тужите јавното предпријатие, затоа што му скратува на 100.000 граѓани во Прилеп и 65.000, значи да го тужите, јавното ти не ви испорачува спрема спогодбата што сте подпишали. Тоа ми беше младото, значи. Да го тужам заради тоа што не ги доставува доволно количества, не сум ја разгледувал таквата можност, заради тоа што од моментот кога сум јас директор, доставува доволно количина вода. Ако знаете, кога дојдов на 14, 60 до 70 литри едва и доставуваше Студенчица до јавното комунално предпријатие Прилеп. Од моментот кога дојдов ги скрати на секаде количините, бев на состанок првиот ден, пред мене ме информира градоначалникот дека исто така бил.
со инсистирање, градоначалникот Илија Јовановски, со инсистирање доволно количини на вода да доставува. Во овој момент над 200 литри купуваме од Студенчица. И дури имаме и прелив кој што го доставуваме до Пилепско поле, нормално во езерото Пилепско, Вештачкото езеро. Се разбира, имам повеќе можности да интервенирам. Не е само да тужам. Може да бидам доведен до овај лоша финансиска состојба. Непослушност може би кај граѓаните, ти нема вода. Па да не можам да му ги плати водовод сметките на Студенчица. Па и Студенчица да биде во иднина доведена до лоша финансиска состојба. Ама ние во моментов хипотетички разговараме што би се случило во иднина од моментот кога сум директор, доколку има недостаток на вода. Ја ви велам, стратешки треба да пристапиме. Ние треба да се подготвуваме и за дополнителни на количини на вода. Не само од Студенчица и не само од бунарите, со кои што дополнително носиме количини на вода во водоводната мрежа, која ќе има намалена издашност на Студенчица. Туку и од други извори. Ама то не можеме во овој момент да го разговараме, затоа се прави студија и ја ве уверувам дека се размислува во тој правец во иднина. Рековте дека наплатата минатата година е добра, не е 100%, туку 97%. Купната. Значи ли тоа Што е ова? само Купната водоводна мрежа колку километри? Добро, а колку има сменето? 40 со собствени средства се, пред проектот било 75, после проектот 60% биле загубите, а до 50% во моментот. Добро, колку е променета водоводната мрежа? 40 километри водоводна мрежа со собствени средства е променета. Толку е А променета. вкупната е 239 за прекинувач. Колку останува за промена? 190 километри? Да, не знам точно се колку Е па 239 минус 40. Да, 40 со собствени средства. И 40 километри променени од 240 со 30 милиони евра. Еве ви податок. Од 240. Па гледате, сум се излагал и јас сум мислел дека сум се излагал, сум мислел дека поодговорни биле отколку што биле реално. Би сакала Јас пропушнав прашањето, Има тука нешто технички аспекти, се да не зборува, но ти не е исто една цевка од половината да ја менуваш и една цевка од 300 и цената не е иста. Ако се оди кажувате да 40 км од 300 не е баш иста работа. Вие знаете повеќе од мене. Ајде да не разговараме за рековте технички дека аспекти и да не ги презентираме така работа. Рековте дека наплатата е минатата година не е 100%, туку 97%. Јас зборувам за кумулативната наплата. То значи фактурираните вредности од една страна и од друга страна наплатените. Кумулативно наплатените. То може би се и од 2016 наплатено. Значи зборувам за кумулативно. Сега во месец март, може би ова година, ќе се плата сметки и за декември 2017. во овој Може ли да преме да подсетам на Бети, прашање? 2 секунди, Ќе значи завршуваме. во оваа просторија години наназад неколку овој ист состав и колегите меѓу нас во нивните медиуми одеа со наслови со информации, речиси сите без исклучок дека финансиската состојба на јавното предпријатие е одлична, во добра кондиција и слично. Да, Дека е. имаме наплата, постојано се кажуваше информација дека има наплата над 90 кусур проценти, Да. дека тоа е она доброто што му дава нова предпријатие добра иднина и нагорен од и слично. Значи ли тоа, сега ни пласирате на информација дека има страшни побарувања, ненаплатени сметки, значи ли тоа директоре дека новинарите сме биле доведувани во заблуда и ние преку тоа индиректно и граѓаните во заблуда со пласирање на невистини, презентирање од вашиот претходник, или пак станува збор за правната, сакам по едно релаксиран однос. Не, нема така. проблем. Значи, затајува правната служба, некој на правната служба и вели да не ги процесуира фактурите, побарувањата и слично, и дали она што сите не интересира, ги го утужите. Затворот ги утужите, локалната самоуправа и поставуваме знак на прашање дека на Прилепчани може би ќе им секне водата доколку падне јавното предпријатие на колена. Не реков дека ќе се дозволи да падне. Реков дека тренд на неплаќање не треба да има, за да не размислуваме воопшто во правец да ја доведуваме во прашање финансиската ликвидност на предпријатието.
А не реков дека барем краткорочно гледано има опасност да се доведе во прашање финансиската ликвидност. Исто така не реков дека не е добра наплатата. Реков дека ниту еден граѓанин без оглед на партиска, верска, етничка припадност нема да биде толериран. Без оглед дали ќе има воинни на изборни циклуси или не. Исто така реков дека има предпријатија што не плаќале оти нивните раководства биле неодговорни. Да речиме, затворот е утужен за 2 милиони, за овие 2 милиони. Има тужба. Пред извршување е. Зошто 2 милиони си дозволил во претходниот период директорот на затворот да не плаќа за вода, како основен ресурс, веројатно треба да го прашате Пенков. Не е Сашо или Емил Пенков. Тужел. Зошто општината си дозволила милион да не плаќа, на черката што ја оснивала, треба да прашате Маријан. А во исто време, да речеме, субвенции над 40 милиони да му дава на комуналец. Зошто би бил попривилегован, како се викаше Джекчето, од Сашо? Ќе го прашате Маријан. Основните сметки за вода не ги плаќал, субвенции да не правиме муавет, а вам му давал над 40 милиони субвенции. Зошто? На платата и нив му е 98%, еве јас да ви кажам. И фактурните вредности му се повисоки од нашите, видете по кубик. За комуналец? За комуналец. Тоа сакав да кажам. Не дека спомнав 4-5 фирми. Не се 4-5 правни лица, субјекти во повеќе се. Добар дел од нив плаќа. Ама тоа не значи дека тројца ако не плаќа ние треба да ги толерираме. Зошто да оставаме простор да се случува процес во кој што можеш да не платиш и ништо нема да ти се случи. Дали е општината тужена? Не е тужена. Прво, не е застарено поборувањето до 3 години. Зошто ќе го прашате претходниот директор? Дали е 3 месеци 100 тужи? Како? 3 месеци 100 тужи? Не сум 3, 2 месеци сум. Второ, затоа што имам ветување дека со новиот буџет немаше средства во буџето, зошто немало средства, повторно ќе опрашате Маријан Ристевски, па едва и крпела, со новиот буџет од 2018 приоритет е да биде исплатена обврската кон јавното предпријатие водовод и канализација. Барем такво ветување добив од градоначалникот Илија Јовановски. Ако очекувавте дека за еден месец од кога дојдов директор, обврските што не ги измирил Маријан Ристевски и претходната власт, треба да го утужам новиот градоначалник и општината, тогаш навистина малце ни се различни расудувањата. Па ја ви одговарам како што размислувам. Да, на кој? Гледате нови или стариот градоначалник? Кај сте ви директор? Во водовод? Вие ќе гледате водовод, дали е нов или стари, тоа не е дирекција да треба. Ја не знам што. Интересите на фирмата треба да бидат на Јовановски или Ристевски. А кој рече дека не ги гледам интересите на фирмата? Ви дадов одговор, значи требаше да тужам првиот ден кога дојдов. Прво општината веројатно. Еве ви кажав, доби ветување дека најбрзо. Доколку Мурговски, вас ви се обраќам директно. Доколку постои опасност да застари побарувањето, не ми плаќа општината, сигурно ќе ја тужам. Нема да дозволам милион да дојди. Еве ви одговори. Цената на водата. Дали ќе остане исто, ќе се големува, ќе се намалува? Тоа е прашање нормално што ги интересува. Вети телефонот твој звони од твојава чанта. Како можеш? Ќе дозволите тоа во некоја друга прилика или сакате одма да ви кажам по некој податок? И така сме тука, бидејќи че има допрва совет, за тоа предпоставувам, вчера имам неуправен одбор и ги утврдувам цените. Ги немам пред мене точно, ама еве да ви кажам за наредната година, за оваа година 2018, цената на водата останува иста. Иако регулаторна комисија одобри зголемување на цената на суровата вода од Студенчица кон јавното комунално предпријатие, не знам околу 70%, да не манипулирам со релативни износи, со апсолутни ќе кажам, од 1,802 денари
на 2,97. Од така мислам, 2,97, мајте, 2,900. Да претрпите загуби така. Да, ќе се намали регулираниот приход. Ќе се намали регулираниот приход и затоа сакаме да ја подобриме на платата. За сметка на јавното комунално предпријатие, ова го правиме, а во интерес на граѓаните на Прилеп. Во интерес на граѓаните на Прилеп. Нема да ја зголемиме цената на водата и со тоа ќе го намалиме вкупниот регулиран приход за наредната година наш. Што значи тоа во иднина? Тоа значи помалку средства за инвестиции и развој. Со цел да не ја зголемиме цената на водата и покрај енормното покачување на цената на водата код нас. Кога ќе се въведе новата такса за прочистување на водата? Морам да одговорам во две реченици. Во 2007 е почнат проектот од Министерството за животна средина. При што, без добар увид да биде направен, за сепарирање на примарната и секундарната канализација одобрен е проектот прочистителна станица. Зошто? Кошта 23 милиони евра, тие се средства што се зема од ИПА фондовите. Во 2007 година премиер беше Никола Груевски. Морам да кажам дека беше. Да не заборавиме Мурговски. Не знам зошто ти смета имината. Луѓето има имена и презимина, така се разпознаваме. Во 2007 година премиер беше Никола Груевски. Предпоставувам, никој не очекуваше, оти никогаш нема пречистителната да се изгради. Исто и за цената на водата сум должен да кажам. Измени во законот за утврдување на водни услуги е во 2016 направена, со кој што регулаторна комисија како ресурс се третира водата и одредува цената. Повторно беше премиер Никола Груевски. Регулаторната комисија почнува со работа во март 2017 година и почнува да бара подоци од јавните комунални предпријатија. Емил Димитриев беше премиер. Така ја утврдувале цената на водата. Ја дојдов на 14 ноември директор кога добив решение од регулаторна комисија дека ова треба да биде просечната тарифа со 4 денари поголема од моменталната цена на водата. Па одам со минималната цена во опсек од 12,62 за да не зголемиме цената кон граѓаните, а сакале да ја зголема претходниот премиер, градоначалник и така натаму. Тенденција имале. Треба да чутам да не го кажам тоа Мурговски, за да не го спомнам Маријан Ристевски или Никола Груевски. Оти овој тебе ти смета? Понатаму. Сите практичани знаат така. Тоа е твој проблем. Ти ми реагираш, што ти ги спомнувам имината на луѓето, луѓето има имена и презимина. Че ги спомнувам се додека се вика така. Ако се прекаста од утре, по нови имена ќе ги спомнувам. Така се вика тие и така ќе ги спомнувам. И во договор со градоначалникот, на негово инсистирање, да најдам начин во рамките на обсегот од 12,62 под просечната цена и над просечната цена, цената на водата да не порасти, односно тој да ја намали просечната цена за околу 15%, бидејќи имал предизборно ветување. И то го направиме. Цената е во моментов, да знаете, намалена за 15%. Цената што ни е определена од регулаторна комисија. Регулаторна комисија ни определува цена во моментов околу 29,8 денари, а ние остануваме на 26,22. Значи за 3 и нешто денари ја намалуваме цената на водата, практично согласно законското решение што ги има изготвено регулаторна комисија, која дел од вас го објавија. Го имаш решението, излезено во службен вестник, низ медиумите, јас го читав. Значи ја намалуваме цената. Од 1 јануари вели? Па до 31 јануари треба да помине на совет и јануарските сметки идат во февруари, значи од 1 јануари нема да се поскапи водата. Останува цената иста. Цената останува иста или се намалува? Досегашната цена на водата е 26,22. Да. Регулаторна ни издава решение да ја зголемиме на 29,7. Ние ја намалуваме цената со која не задолжува регулаторна да го спроведиме решението. И ја задржуваме старата. Не, Никола Груевски и Маријан Ристевски сакале да биде 30 денари, ќе биде 26. Па еве како да ти кажам попросто. Еве. Од ова попросто не можам да ти кажам. Да. Можам. Цената на водата
Само се извинувам, ако сакате да се доискажам. Цената на водата за прв пат ја регулира регулаторна комисија. И ние во рамките на законската регулатива мораме да се однесуваме. Цената на водата не може да се намали под овај опсег 1262, оти правиме кривично дело. Ако регулаторна не задолжува со решение да биде цената 29,7 и ние во рамките на опсегот намалуваме за 12,62, тоа е максимумо. Ја намалуваме од просечната, од 29,7. Останува како претходната, ама лани немаше регулаторна. Ако немаше и годинава, а регулаторна ја формира, ви кажав, Никола Груевски и Емил Димитриев, че ја намалевме од 26,22.